Почитувани гледачи, добро вечер, добродојдовте во 8-то издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Во ова вечерно издание на оваа наша ваша емисија ќе говориме за случувањата во интернет и традиционалните медиуми, ќе говориме за превирањата што се случуваат периодов околу агрегатите и одредени медиуми, ќе говориме за лажните вести, за многу други работи поврзани со македонското новинарство. По тој повод, наши ваш гостин во ова издание на оваа наша ваша емисија, би рекол со повеќе од 25 годишно искуство во печатени и електронски медиуми, човек кој што е препознат во македонското новинарство, од 2007 година важи како човек кој што го создал Нетпрес. Ваш и наш гостин, Дејан Николовски. Добро вечер, добре дојде во Проверитас. Добро вечер, добро ве најдов. Прв пат е вака во обратна улога да бидеме јас и ти, јас да бидем водител на емисијата, ти да бидеш гостин, обично минатото така беше, нели? Во златни времења кога бевме млади, како што викаш ти. Беше обратно во минатото, точно е. Ти беше од таа страна, ја од другата, меѓутоа се менуваат времењата. Каде е полесно? Од таа или од оваа страна? Мислам дека од мојата е потешко. Јас се согласувам со тебе. Една од главните идеи за да бидеш наш гостин во оваа наша емисија е сите оние работи кои што во периодов се случуваат поврзани со македонските медиуми. Пред се вака едно прашање како вовет, да ми кажеш што мислиш, каде се движат медиумите во Македонија со овие предлог нови законски регулативи кои што треба да се донесат? Дали е таа позитивна насока, дали ќе има некој добар резултат од тоа? Што мислиш? Вака сега, генерално мислам дека се поплочува пат во вистински правец, особено за, како ги викаме, модерните, новите медиуми, мада... Алтернативни, некој ги вика, нели? Да, некои алтернативни, зависи, мада више и со оглед на тоа дека Нетпрес постои ова моја 18-та година, па не полнолетен, не се нешто нов. Фала. Со последните измени што се направија во одредени закони кои ги засегаат медиумите, мислам дека Македонија се движи во вистински правец. Така, дали ќе значи тоа некоја поквалитетна регулација во македонскиот медиумски простор? Еве, нашиот подкаст е подкаст кој што се бори за вистините вести против лажните вести, нешто што представува многу голем проблем во изминатиот период. Со тој наплив на вести со кои што имаат тотално лажна приказна, по кои што тие алтернативни влегуваат на некој начин на мала врата на овие традиционални и се шират во македонскиот етер и го загадуваат. Значи, секој сегмент од медиумите, односно секој вид на медиум, мислам дека треба и поголемиот дел нели во Македонија и го имаат направено тоа традиционални што велиме телевизии, радија, весници, да се здружат во едно здружение, асоциација, каде што заеднички ќе разговараат, ќе договараат и ќе се борат за своите права. Токму тоа го направивме и ние со интернет порталите. Основавме здружение, каде што како не само основачи, здруженијето е онлайн медија, така. Ќе кажев и тоа, немаше да го изоставам. Така. Може би јас ќе заборев за тоа. Во рамки на тоа здружение ги договоривме нашите цели и што треба ние да направиме за да се унапреди она што збориш за борба против лажни вести, за едноставно регулација. Утврдивме дека интернетот не е регулиран за жал никако во Македонија, зборувам интернет медиумите, не е регулирана, не се регулирани никако во Македонија и утврдивме дека е потребно некаква регулација да се направи. Не е замислата да се контролира интернетот или не знам што, меѓутоа кога више имаме игра, а имаме игра со побајаги играчи, нели таа игра да ја регулираме, да не трчаме, што викаат со фудбалски жаргон, сите по топката. Се направи формација и одлучивме нели да видиме у кој дел може да се регулира работава, што да се направи за да се подобрат состојбите и да се подобри информирањето. Значи да се сведе на што помал број оноа што го викаме лажни манипулативни вести. Дали со оваа законска регулација нова може да се злоупотреби формата на цензура, да речеме? Како една форма која што може да се појави, нели, законска регулатива, па не би рекол, повеќе ова се
бебешки чекори, значи учиме да одиме, со оглед на тоа па и дека има и некој искуство, работата е да се регулираат за да ние не можеме да забраниме и не сакаме да забраниме никакви сајтови, никакви портали, никакви блогови, ништо. Меѓутоа, да им укажеме на читателите да знаат кои се професионални редакции со фирми, компании регистрирани во Македонија, носат МК домеин, кои вработуваат луѓе, плаќаат данок, фигурираат, обстојуваат и функционираат исто како редакциите на телевизиите, весниците, радијата. Значи да се направи една дистинкција, да се знае кои се професионални портали, кои се портали функционираат, нели, еден од колегите има обичај да каже во бањарка од спална соба со лаптоп компјутер. Сакате да кажете дека практично вие луѓето кои што сте во овој ЕСНАВ се соочувате со многу некоректна и нелојална конкуренција, условно кажано до сега, нели, one man show, сам си пишува, сам си прави. Апсолутно. И дека оваа регулација ќе помогне во тој правец, така? Апсолутно, затоа и се бориме за да помогне во тој правец, за да нели се направи разлика кои се фирми сериозни ја работава и кои се останатите. Та кредибилитетот тешко се стекнува, лесно се губи, како велат. Најтешко се стекнува. Да, во јавност кога се работи. Што е разликата, на пример, во еден класичен вестник во споредба со онлайн медиум во регулацијата со законот? Или е потполно иста? Има разлики одредени кои што се посебни опфатени со овие предлог закони, за разлика да речеме од класичните вестници? Значи вака разликата, традиционалните медиуми, печатените медиуми, телевизиите, радијата, значи они се регулирани од претходно со закон. Во законот за медиуми е направено само дополнување каде е вметнато дека онлайн медиум портал е медиум. Значи ние бевме сива зона во оваа држава, а постоиме 18 години. Што значи Јас тоа онлайн? другите 10, 12, 15 години. Што значи тоа онлайн медиум? Конкретно се работи само исклучиво за вакви медиуми типот како што е да речеме Тоа е Нетпрес. медиум кој својата содржина, односно своите производи, вести, интервјуа, колумни, анализи и така натака, ги пласира преку интернет. Го користи интернетот како место каде што ги пласира своите содржини. Радиото тоа го прават во етерот, Да. нели? Што мислиш, овие дигитални креатори, инфлуенсери, дали се тие во таа група на луѓе, се не можам да ги наречам и новинари класични, ама креираат јавно мислење на некој начин? Дали има регулација за нив, дали се офатени со оваа приказна? Значи, тоа не е нешто што се случува само кај нас. Со инфлуенсери, со такви видови, нели, да ги кажеме, популарни луѓе што имаат некои застануваат за своите профили со име и презиме, некои користат псевдоними и така натака. Ние нема што тука да измислуваме. Ние треба да следиме како се светските трендови и текови. Ако кај нас еден инфлуенсер, не знам сега, не сум ги пратил, не им ги знам бројките, да речеме има 10.000 следбеници на некоја социјална мрежа, замислете што значи еден инфлуенсер во Америка или во Кина со 100 милиона следбеници. Нели, Инстаграм го прогласи Кристијано Роналдо, мислам дека беше човек со највеќе следбеници преку 200-300 милиони. И замислете што значи тој број влијание на таа публика. Значи ние таму сигурно повеќе ги мислат тие работи, повеќе ги работат. Значи ние треба да ги следиме светските трендови околу таа работа и да ги приспособиме на нашите услови. Се уште таа работа е нова, се уште не е целосно дефинирана, но апсолутно може да заклучиме дека не станува збор за медиум како што збориме од оваа страна интернет портали, како телевизија, радија и така натака и така натака. Но мора да се регулира и таа приказна некако. Но мора да се регулира и таа приказна. Апсолутно мора да се регулира за да се знае што смее, а што не смее да се објави. Кој дел или еве на крајот од краиштата и самиот закон, сега ќе ви прочитам дел кај што порталите нели се вика член 6, ова е се предлог
за измени во законот за медиуми и една од работите што ќе ги регулираат интернет портали, што ќе биде регулација за интернет порталите. Во член 30 ставот 1 алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: онлайн медиум интернет портал со порнографска содржина мора да обезбеди заштита за малолетни лица на начин утврден во членот 6 став 3 од овој закон. Ме разбирате? Значи, мора, тој што објавува содржини, има широка публика, голема публика, мора да знае што може, што не. И на крајот од криштата и самите социјални мрежи, нели, вршат ограничување што се може да се објави во фотографија, видео и така натака и така натака. Меѓутоа пред се столбот на тоа е индивидуата што го прави тоа, нели, тоа инфлуенсери како ги викаат, не е битно, значи да знае што може а што не може да објави. Така. Дејан, кажи ми што се случува деновиве, една актуелна тема има со агрегатите и една поголема група на медиуми. Според она што го добиваме како информација, ја прекинаа соработката со агрегатите. Агрегатите се она, нели, портали кои што ги собираат сите вести и објавите, нели, како што се случува? Која е приказната? Зошто дојде до овој спор? Зошто една голема група над 40 на колку што читав медиуми? Никој не ја прекинал соработката со агрегатите од порталите, него соработката запре по сила на закон. Ние, како здружение, бевме иницијатори на измените во законот за авторски права. За жал, долги години во Македонија новинарскиот труд не беше предвиден во законот за авторски права. Го немаше воопшто. Не постоеше. Така, значи, во ниту една форма. Ти подпиша, нели, на текстот ваму таму, немаш никакви права авторски. Никакви. Ако си подпиша така како Дејан. Да, без разлика. Немаш авторски права ни на интервју, ни на колумна, ни на ништо. Значи не се вреднува како авторско дело. Кога го видовме тоа, направивме нели комуникација со сите политички релевантни субјекти во земјава, парламентарни групи, се тоа имавме состаноци со стручни луѓе што се разбираат во авторските права и после нели цел тој круг на консултации и разговори и нормално наидовме на одобрение од сите страни. Сите беа зачудени како може новинарско дело да не е авторско. Меѓутоа тоа е што е. Успеавме, седнавме, направивме дел измени, се консултиравме, поминаа измените, ги изгласаа во собрание. Добро, Дејан, ако авторското право на новинарите е регулирано сега со закон, што значи тоа конкретно? Што е новинарско авторско дело? Што вели законот? Прво сакам од многу еден поинтересен дел да тргнам. Имаше некое општо мислење кај нас што сите го кажуваа дека наводно преземањето на насловот, на слика, не знам колкави мали димензии, 25% од текстот, дека не е проблем, не прекршува никаков закон, дека тоа е слободно, дека тоа може така да биде, дека не треба регулирање, меѓутоа по нели истражувањата, проверките што ги правевме, ние утврдивме дека тоа всушност и не е баш така. И затоа со новиот закон, еве конкретно член 2, член 13, став 2, се додава нов став 3 кој гласи: под составен дел на новинарско дело во смисла на член 12 став 2 точка 8 од овој закон се смета, значи под новинарско дело се смета наслов, придружна фотографија на наслов и воведниот дел на текстот кој се нарекува глава или лит. Тоа е стручно новинарско глава на текст. Меѓутоа тоа не, тоа е поднаслов. Да. Тоа е поднаслов. Меѓутоа ова е она што зборам 25% од текстот да биде, нели, као може да го превземеш, нема никаков проблем. Не може. Не е така. Самиот наслов е авторско дело. Главата, влезот во текстот, лидот што го викаме, е авторско дело.
Не ја пишуваме сите исто. У ЕСНАФ-от. Некои ја пишуваат со временски прилог, некои со подмет, некои со... Сите различни ја пишуваме. Тоа е више стил. Значи, се е авторско дело во однос на целиот продукт. Не, може насловот, може 25% и може сликата, ама со мали димензии. Не може. Меѓу другото, тие измени, новиот закон за авторски права поточно, предвидува и регулација за превземање на содржини. Сега тука доаѓаме до оној момент што прашуваш ти за агрегаторите на вести. До сега, однесувањето на агрегаторите на вести беше своеволно. Значи, они сами си бираат кого може да внесат во таа нивна програма за да взимаат вести, каде тој да биде класифициран. Уредник на уредник. Уредник на уредник, и тоа дојдовме во една пред некој период многу непријатна ситуација во која дури и агрегаторите поставуваа услови што порталите и редакциите треба да направат за да бидат кај нив представени на агрегаторот за вести. Па тоа не е некоја мала форма. Како некој вид регулатори дојдоа они. Што мислиш, колку е објективно рангирањето на вестите од агрегаторите? Многу работи у денешно време се препуштени на компјутерски програми и апликации да ги раководат, така и во новинарство функционирањето на агрегаторите е препуштено на компјутерска програма. Меѓутоа, заедничко за сите апликации и компјутерски програми е дека работат онака како што човечкиот фактор ќе им наложи, ќе ги испрограмира, ќе им нареди, ќе им наложи. На тој начин се функционираат. Значи, сепак, на крајот од секоја една таква приказна стои човечки фактор. Кој што одлучува. Или ги поставува правилата. И ги поставува правилата. Кој што вас не ви ги даваа да ги знаете. Едноставно кажано и наредува на програмата да работи он како што сака. Тоа е тоа. Добро, дали ви од агрегаторите побарате информација на кој начин им работи алгоритмот, кој им се правилата, како го прават тоа, како... Јас комуникација немам со луѓе што ги работат, менаџираат. Нефер рангирање, како што кажуваш. Да, од комуникацијата со колегиве, знам дека и колегиве немаат некоја комуникација со нив. Дури да побараме, не верувам дека би добиле одговор како функционира алгоритмот, на кои параметри, на кои работи ги врши рангирањето и така натака. Меѓутоа, како идеја сега, пошто спомнавте веќе, добро е да го побараме на едно од наредните средби со нив ова, да видиме, например, нивниот одговор каков е. Остава простор многу за манипулација од типот дека одредени центри на моќ, одредени политички, економски, какви да се центри на моќ може да влијаат на креирањето на крајот од денот, едноставно кажано, можеш да се платиш пари за одредена информација што е од твој интерес, да се држи горе. А информацијата да е... Ова го збориме како предпоставка. Не знаеме дали е така или не е така. Немаме доказ ниту дека е така, немаме доказ ниту дека не е така. Меѓутоа немате одговор. Ама немаме, да. Многу ми интересна тема, морам да признам. Сакате да кажете дека агрегаторот не ви го кажува ни својот алгоритам на кој начин го прави тоа, нити ви кажува со кое право ја става таа да биде најбитна вест, и доаѓаме до еден заклучок дека тој истиот може да креира дневна политика. Може да креира, може да вест е многу побитна за државата, поинтересна ваму таму да ја скрие, да направи и сето тоа повторно влегува во политика, нели? Да, и да ти каже како образлишение, види ова е компјутерски алгоритам, така ги прави кластерите, ги влече вестите, според него тоа е најчитано и најкликано во моментов и затоа он тоа го крева горе. Апсолутно никој не знаеме од нас, нити во здружениево, нити било кој друг, на кој начин и како тој алгоритам е напишан и по кои параметри, да речеме, ги класифицира вестите. Зашто да биде, например, прва вест, да речеме, некоја изјава на некој европски функционер, а втора вест некој спортски клуб од Македонија. По
логика, еве новинарски гледано, мора да биде прва вест спортскиот клуб од Македонија, зашто ние сме од Македонија, нас е таа вест најблиска и највише не тангира, не интересира. Добро, со примената нели на новиот закон за авторски права, повеќе од 50 на медиуми условно не се веќе на овие агрегатори кои што ги имаме во Република Македонија. Дали тоа се одрази на бројот на луѓе што ве гледаат, што ве следат? Дали отидовте надолу, дали отидовте нагоре? Позитивно или негативно во однос на дневните посети, читај. Токму така, да. Вака сега, можам, нели, неблагодарна ја да зборам за другите редакции, меѓутоа, со оглед на тоа дека сите сметаме, едногласни сме во заклучокот дека има одредени недоследности во однос на рангирањето на вестите, конкретно Нетпрес многу малце почувствува негативен импакт од посетителите. Да не речем околу 1 до 2% намалена посетеност. Зошто е тоа така? Затоа што и претходно многу ретко може да се прочитаат текстови од Нетпрес да бидат во водечките кластери на Тајм. Значи, генерално, нашата придобивка во однос на дневни посети од Тајм била околу 1 до 2%. И сега тоа намалување го почувствувавме ние. Меѓутоа, не значи тоа дека ќе остане така. Значи, сметајте на тоа дека во наредниот период агрегаторите нема да ги имаат истиот број на посетители дневно како што ги имали предходно. Затоа што прво го немаат истиот кредибилитет како што имали и предходно. Ги немаат истите медиуми од кои превзимаат содржини како и предходно. Па и кредибилитетот на тие медиуми, условно кажано, да, меѓутоа кога читателот ќе утврди дека на тој агрегатор ги нема сите медиуми, а одредени информации му бегаат од видното поле, значи ќе го намали бројот на влезови на тие агрегатори, некој можеби ќе го исфрли скроз, а ќе го зголеми кај нас. Добар дел од членките на онлайн медија се одлучија, нели, и преку социјалните мрежи и преку објави да ги информираат своите читатели дека повеќе нема да може да ги читаат нивните содржини на агрегаторите, дека тоа ќе мора да го сторат само доколку, нели, директно дојдат на страниците нивни, на интернет страниците нивни. Точно како информација. Мене ме интересира исто така кога говориме за овие агрегатори, ме интересира на кој начин може да се регулира оваа приказна и да се дојде до квалитетен текст, до квалитетна публика, да има што да прочита, да има вистинска вест, да биде запознаена со она што е битно, а не нешто што, нели, некој проблем кој што воопшто не интересира ни неа за сега јавноста. Со самото тоа што еден од условите, нели, за законот за медиуми беше да порталите имаат најмалку 20 вработени. Значи формираш група и имаш редакција. Имаш главен уредник, имаш 20 новинари. Што поголема редакција, подобра. Ама и потешко за одржување овие тешки економски времења. Не збориме финансиски, е тешко секогаш кај нас, особено за интернет просторот е многу тешко. Јас можам да ви кажам да вратам 18 години наназад, кога го почнувавме. Тешко се заработува, така да. Кога го почнувавме Нетпрес со партнерот во мојата работа, тоа е исто новинар Лидија Станчевска, и кога одевме по реклами. И, нели, по компанији им презентираме дека ова интернет страница која ќе се занимава со производство на вести, каде што луѓето ќе се информираат. Првите впечатоци од другата страна беа, види све ова супер што го правите, ама интернетот, нели, вака да видиме нешто забавно, да се насмееме, виз да прочитаме смешно видео, нешто така. Кај сега вести на интернет, вести на телевизија? На телевизија, да. А дали па од друга страна овие агрегатори заработуваат добро? Сега, што се однесува и претходното прашање што ти беше тешко се живее, да, тешко се живее, тешко се одржува.
агрегаторите од друга страна заработуваат неколкукратно повеќе од нас интернет порталите. Имаат неколку пати помалку вработени и помали трошоци, меѓутоа од гледна точка на читател, они се најпрактични. Значи, како читател, доаѓаш на страницата на агрегаторот, било кој да е, и таму ги имаш наредено сите портали и телевизии, радија и вестници, медиуми се наредени. И ти тука ти е се на едно место, си бираш што сакаш, дури нели сега со развој на модерни технологии има и персонализација. Но ти вади вести што тебе те интересира да ги читаш. И тоа е се во ред. Меѓутоа доаѓаме до спорниот момент. Тоа беше се нерегулирано во Македонија, едноставно сива зона. Сега дојде момент на регулација. Со законот за авторски права, они, ако не дозволи нели самиот медиум, он не смее да превзема ништо. Најголем дел од медиумите, и тоа и го сторија, сите членки на онлайн медија не дозволија без претходно да се направи некако договор и тоа да се изрегулира како што треба. Покрај нашите членки, што беше, морам да признаам, малку чудно и за нас самите, добивме уште толкав број на поддржувачи и луѓе кои, односно медиуми, кои се придружија на нашата идеја и застанаа позади нас. Добивме поддршка плюс од 5 национални терестријални телевизии во земјава, кои истиот чекор го превземаат. Добивме поддршка од колегите од спортскиот дел, сите спортски портали. Малку сите спортски редакции што видов. Да, сите се одлучија на таков чекор. Значи, сите го чекаа моментот некој да повлече нога, за да се регулира тоа. Сега, на крајот, како ќе искочи, ќе видиме, ние дополнително имаме закажано состаноци и разговори со собствениците на агрегаторите, кои, за жал, на нашиот грб имаше многу, мислам дека ја извади ти добра објава на Фактор. Они си направиле, нели, дошле до податоци. Тоа јавно достапна информација, во која што вели дека собственик на еден агрегатор за 3 години заработил 728.500 евро. Тоа е боли глава. Според податоците ја што ги имам, 2024 година тој собственик на агрегатор ја затворил со добивка на својата фирма од нешто ситно повеќе од 18 милиони денари. Другиот агрегатор имал приход од 18 милиони денари. Не знам колку му е добивката, нешто поситно беше, меѓутоа таму беше па расходот голем. Тоа се различни фирми, не може да наблегуеме како им е расходите вработени таму. Добро, зашто полесно заработуваат од вас? Поради практичноста. Само поради тоа. Меѓутоа не е проблемот тоа. Проблемот е нерегулирањето на авторските права. Проблемот е што они го продаваат производот што е наш. На редакциите кои го создале таа вест, тоа интервју, таа анализа, колумна, не е важно. Значи, сето тоа е новинарски производ кој они го продаваат и заработуваат. Нити се производители на тој производ, нити некој ги областил да бидат трговци. Тие дистрибутери. Значи, користеа сива зона, празен простор, нерегулиран простор, користеа и заработија огромни суми на пари. Боли глава, 18 милиони денари, така тоа се... Да. Без притоа во ниту еден момент, не повеќе од некои морално-етички причини да кажат, луѓе, дај да седнеме да се договориме, некоја форма ова да го регулираме пред земањево. Еве, нека не били пари плаќање. Не, во ниту еден момент, што дури дрскоста отиде до таму, што се наметнуваат дури и како регулатори на пазарот. Регулатори. Да, она преска што го зборевме за условите кои ги бараа. Добро, кои се конкретно предлозите поврзани со авторските права на новинарите со овој закон? На кој начин тие ќе се заштитат за сега и за понатаму? Законот апсолутно е одличен и ги штити авторските права, нема тука сомнеш никаков. Понатака се е наша борба и она како ние ќе издействуваме. Сега зборам ние во името на Сдруженијето Онлайн Медија МК, Сдруженијето
кој опфаќа 30 на портали, редакции, кој доби поддршка уште толкав број на портали во оваа битка, да кажеме. Значи, тоа ние како ќе се избориме. Искрено, допрва следат преговори со агрегаторите. Ја лично сум песимист, мислам дека тоа нема да заврши со некој договор. Мислам дека тие воопшто не се расположени да одвојат или да платат за услугите. Голем дел од ајде да кажам членство во онлайн медија се на иста линија како мене, меѓутоа ние не сакаме нити да условуваме, нити да уценуваме никого. Расположени сме за разговор, за договор и затоа отидовме на варијанта да седнеме на маса, нели да ги извадиме аргументите и ако е можно да се дојде до некаков договор. Ако не е можно, да сме живи и здрави, секој ќе се ја тера својата работа. Ние имаме и, хајде да ги кажеме, план Б, неколку опции, што понатака. Размислуваме, има варијанти, меѓутоа сето тоа нели ќе биде свикано собрание, ќе бидат информирани сите членови на онлайн медија МК и ќе се разговара околу тие опции, ќе се утврди најверојатно која е најприфатлива за сите и таа опција да се реализира на крајот. Отом потом. Овој песимизам кај тебе го подкрепуваш со фактот дека агрегаторите на некој начин треба да издвојат од джебот средства во делот на авторски права на новинарите. Не, прво го базирам на тоа што Евенет през постои 18 години, во ниту еден момент не сме биле повикани од ниту еден агрегатор, собственик или надлежно лице од тие агрегатори, да седне да покаже волја за нешто да се направи во таа насока. Како што реков преска, да седнеме да го регулираме тоа у некои рамки. Например, верувам дека и колегиве истото го направиле. Не знам, меѓутоа верувам дека е така. Но ние, кога ја почнавме работата во Нетпрес, јас во првиот период пуштав мејлови и вртев телефони по редакции низ Македонија, па потоа по Балканов, па потоа и пошироко. Секаде каде што можам да воспоставам соработка за превземање на вести и тоа да го регулираме со меѓусебни договори. Ние можеме да ви обезбедиме вести од Македонија, например што се интересни за Србија, Хрватска, па и пошироко, ние да користиме од вас вести што се интересни за Македонија. И имавме, и се уште има, договори со повеќе такви медиуми. Нас никој тука не праша агрегаториве кога почнаа да работат. Луѓе, може ли да земаме вести? Дај тоа да пишеме, да регулираме, да некако да усогласиме. Еве, не мора пари, например. Сакаш да кажеш дека еве јас како агрегатор можам да соберам вест од Нетпрес без да те прашам тебе и да ја објавам на мојот агрегатор. Точно, не, сега не можеш. Не, сега така има можеш, закон за така, авторски можеше, права, така. а доскоро можеше до пред еден месец, можеше, да. Од таму е мојот песимизам. А после е сето останато. Значи 18 години ниту еден агрегатор, нити мејл пуштил, нити ништо. Пуштаат мејлови само кога имаат они потреба некоја одредена да кажат дека услов има ваков, ако сакате, ја тие мејлови ги игнорирам. Нема што да, како да ви кажам. Во добро време, агрегаторот, основната дејност за да постои, токму да биде наполнет со вести од разни медиуми и тоа да биде читано. Нели си пукаат сами себе со тоа што не сакаат, ти тврдиш, можеби нема да сакаат да направат договор за авторски права со одредени медиуми. Нема ли така да им се намали гледаноста, медиумите помалку да имаат пристап до нив? Дали е двосмерна таа приказна? И читаност нема да се намали, зашто луѓето знаат дека најголем дел од порталите, медиумите се застапени тамо. Сега, доаѓаме до друг момент. Никој не знае, јас со многу колеги сум разговарал, како се врши класификацијата на вестите. Зашто одредена вест е горе, зашто е доле, зашто најчесто оној што ексклузивно ќе објави вест е најдоле, а тој што ја препишал е најгоре. Меѓутоа, мислам дека главното на агрегаторите им е да го поседуваат кредибилитетот од твојот бренд, од твојот медиум. Кога ќе отвориш ти како читател таму, и ако ти се наредени сите медиуми што ги знаеш вака, нели дека функционираат како нормални медиуми, со редакции, со фирми, со се, он го добива кредибилитетот.
на таа листа на извори. Со тој негов кредибилитет, тој е всушност наш кредибилитет, меѓутоа он го добива без пари, и со тој негов кредибилитет што го добива без пари, он наплаќа огромни суми пари од маркетинг агенции за реклама. Од таму е таа сума 18 милиони денари. Ниту еден од било кој портал не може таа сума да ја собере, ја ви гарантирам. Кој сака нека дојде. А економски гледано, маркетинг агенциите многу поисплатливо им е да се рекламираат таму. Сем ако фирмата што го издава порталот нема и дополнителна некоја дејност, не знам сега, нели има кај нас медиуми што имаат и дополнителни дејности околу маркетинг агенција, не знам, регистрирана пиар, не е важно тоа. Меѓутоа, чисто како ако фирмата го издава само порталот, тие суми не може да ги достигне. Во ниеден случај. Така, интересно, во секој случај, голема битка ќе водите, ви рекол Дејан. Битката е голема, тешка, ќе трае, јасно ние се, ќе има пореметување на пазарот, за реклами, ќе има пореметување на пазарот, односно со посетителите. Ги следиме ситуациите, коментарите на луѓето по социјални мрежи, све. Никој посетителите не ги држи од џеп, како што ниту еден политичар не ги држи гласачите од џеп. Добра споредба и компарација, би рекол. Ајде да проговориме за и други теми, интересни поврзани со професијата. Си професионалец четврт век, што се вика во ОЕСНАВ. Кажи ми, што се случува со македонската јавност која што нели будно ги следи медиумите? Дали сме ние како нација зрели да препознаеме, да речеме, лажна вест, полувистина? Дали знаеме таквата лажна вест брзо да ја прошириме одека и да стане на некој начин? Многу често публиката во Македонија е жртва на лажни вести. И тоа е така затоа што најчесто се листаат насловите. Фотка, наслов и толку, не се навлегува во текстот. И тоа јас разбирам зошто е така. Едноставно динамиката на живење, технологијата го наметнува тоа да биде така. Добро, како да се справиме со такви што би како умреч на нашите нели луѓе кои што следат вести, како да им кажеме да препознаат лажна вест која веќе се појави, да речеме, еден агрегатор. Денес е многу лесно да се провери лажна вест. Многу лесно, само треба малку волја. Ништо повеќе. На времето јас кога работев во вестниците, ако ти треба бекап за некој текст, не постоеше Google, па ги имавме оние едни укоричени изданија на вестниците, во кое нели едно укоричено издание опфаќаше, сега не се сеќавам, 20, 30, 50, 100 броја на вестник. И сега тргнуваш во разговор со колегите, нешто снег тогаш, тоа кога беше ти текнува пролет, нешто така беше, и сега лоцираш од прилика периодот у годината, кај да се насочиш за да ги листаш укоричените изданија. Да ги најдеш, да. Да. Па ти треба едно 2-3 сати додека го лоцираш текстот кај, за да го извадиш бекапот што ти треба за текстот денеска. Например, конкретно, имам една таква у моментов актуелна информација, тоа е со апсењето на Ацет Боцевски во Република Грција. Сега ти се сеќаваме и на настанот, дека беше пред Зоил со колите, убиениот Есеат Ибраими, чинам беше од некое соседно село на Ацет Боцевски, таму негде, така нешто. Сеат беше од Драчево, Аце беше од Зеленикол. Така, и сега од тогаш се поминати колку? 27 години. Така. Да, 27. Ама сега ќе куцнеш на Google и секунда ќе добиеш све. И сега замислете да го нема Google. Брат, беше нешто сонце, пролет беше. 96 или 97 ли беше, кога беше. Така бевме ние, така функциониравме. За да извадиш бекап, сега за да го, нели, да им објасниш едноставно на читателите денеска во 2025 година, зошто е вест во Македонија тоа што македонски државјанин бил уапсен во Солун. Или каде и да бил таму во Грција. Катерини. Така пишуваше, да. Ете, во Катерини.
Океј, весте дека е македонски државјанин уапсен во Катерини. Добро. И сега понатака ти треба бекап. Да знаеш кој е, што е. Извадиш, да кажеш, види, лицето е тоа и тоа. Во случајов, нели, Аце Боцевски, од Скопје. Зашто? Затоа што тогаш и тогаш, пред толку години, сторил такво и такво кривично дело. Па после тоа имало судење, па цела приказна да му ја доловиш на читателот. Да, домашен притвор, па, нели, како Да. беше. Сега, значи, муаветот ми беше дека многу потешко се работеше и се функционираше порано. Сега, со интернетот е многу полесно функционирањето. И затоа реков е многу лесно да провериш фейк ньюс или лажна вест. Значи, доволно е да исурфаш, да прошараш низ интернет, да ја провериш информацијата што нели си ја прочитал дали на Facebook, дали на Instagram. Сега се смееш, знам зашто се смееш, докторот од Стајков се смееш. Тоа го зборевме. Тоа е, да. Што е тешко да се направи, да се укуца на било кој пребаруваш на интернет, доктор Стајковци, како му беше името, да видиме дечко дали стварно тоа награда што земал таму, постои ли тој што ја дал наградата, постои ли воопшто таква награда. Да се види, да се провери целата работа. Да се вратиме назад, заборев преска на претходната тема, да те прашаме на многу битна работа која што вака ми излезе од умот во моментот. Кажи ми, кога збориме за агрегаторите, што ако и понатаму немате договор, ти кажеш си песимист, продолжа да ги објавуваат вашите вести информации. Што ќе правите? Како ќе го решите тоа? Ја ти кажам сега, има разни закони во Македонија. Меѓу другото има закони, ако влезеш у маркет и украдеш литро млеко. Нели? Ке те уапсат, ке те пријават, ке те уапсат за кражба. Така. И ќе одговараш за кражба. Дали тоа што луѓето знаат дека има таков закон и не крадат, крадат и понатака. Значи, законот за авторски права ги регулираше работите и состојбите. Ние не можеме со сила никого ништо да натераме. Они понатака може да ги земат нашите вести. Ама сега мора, ако го направат тоа, ќе одговараат на суд. Значи, ние сега може да ги тужиме за тоа. Тоа е работата. Всушност и за тоа, кога се донесе законот за авторски права пред скоро, веднаш после, мислам дека една недела помина, објавен у службен весник, самите агрегатори пратија договори за подпишување, во кои ние се обврзуваме бесплатно да им овозможиме да користат се од нашите интернет страници. Текст, видео. Па не е ферплей сега, како да ти кажам ферплей. Ферплей е тоа да го направиле предходно, кога не беше законот. Не, во иронија го кажам за тоа. А чим си стисна до зид, значи... Мораш обите да се излечеш, да направиш нешто. Значи решени сте да ги терате до крај и да си ги заштитите своите права, да ставите крај еднаш за секогаш на целата оваа приказна, дека да ти кажам, тоа е интелектуален труд, како што е некој есеј, песна, што и да е поврзано со тоа и да си биде... Не е лесна. Не е лесна. Борбата за авторски права не е лесна. Некоја споредба може да се направи, например, да речеме со големиве светски модни брендови. Фейкови има колку сакаш. Ама они не се откажуваат од борбата. Упорно ја тераат сегде. Тоа на меѓународно ниво. Фейковите не доаѓаат од Италија, од Германија. Сите знаеме од кај доаѓаат. Ама поентата ми е дека доаѓаат, они се свесни производителите дека има и доаѓаат, настојуваат, прочитајте кај нас законот за индустријска сопственост. Ние да речеме како држава немаме компанија со некој таков луксузен бренд. Меѓутоа им се согласивме од пред многу години на нивните услови и страшни се казните кај нас за повреда на индустријска сопственост, нели што ги прават. Се смееме сега, нели, со интернетот гледаме видеа Adidas, Adibas, такви глупости. Меѓутоа тоа е тоа. Тоа е добар момент во секој случај. Кажи ми, еве македонскиот медиумски простор со навлегувањето на овие алтернативни медиуми во Република Македонија на некој начин беше збогатен, меѓутоа на некој начин се отворија многу дупки кои што можеа да протнуваат и лажни вести. Сакам да се вратам за една работа која што се уште е актуелна, за жал многу тажна и жална за Република Македонија, трагедијата што се случи во Кочани.
Сакал твоето мислење како искусен новинар да ми кажеш дали традиционалните медиуми во тој период се справија професионално со оваа криза, дали влијаја многу на јавното мислење и дали се појавија многу лажни вести од одредени алтернативни, условно кажано, медиуми во целата оваа катастрофа. Јас имам впечаток дека најголем дел од медиумите во Македонија професионално ја збуткаа таа работа. Да не кажам приказна трагедија беше, меѓутоа професионално ја избуткаа таа работа. Зборам за тие медиуми што имаат редакции, што Нетпрес има и човек таму што е во Кочани, не е важно тоа, избуткаа професионална целата таа работа. Она што велиш ти алтернативни, не знам, најверојатно мислиш на оние, хајде да ги кажеме, самопрогласени новинари што функционираат само по дигитални креатори, така се вика. Дигитални така креатори само по социјални мрежи што функционираат, кај што најчесто можеш да прочиташ не анализа, заклучок, него информација што некој им ја доставил, ниту ја провериле, ниту ништо ја објавиле тамо, па после тоа дополнително објавуваат, па коментираат невкусни работи. Мислам дека мислиш на тие. За тие не можам да ти зборувам ништо. Значи, тamo нема професионализам. Тоа е, не знам, друго нешто. Не е новинарство. Ама нели го трујат медиумскиот простор тие луѓе? Па сега не би рекол медиумскиот простор, го трујат информирањето во Македонија. Информативниот простор е, да речеме. Луѓето треба да знаат, нели да проценат каде треба да се информираат. И таму каде што се информираат, дали се сомневаат во некоја информација или било како им искочила, им дошла во нивно видно поле нека информација, зашто реков преска? Денес е многу лесно да се провери лажна вест. Да, но и сурфаш може многу штета да направи. Точно. Самата вест која ќе се пушти, голема штета може да направи. А што мислиш? Апсолутно. Знаете како викаат во новинарството, кога ќе објавиш ексклузивна вест и како да си се качил на врвот зграда, сега помодерно руфтоп, да. И да истресеш перница со пердови. А знаете што е демантот? Да ги собереш пердовите. Килова работа. Многу добро објаснето, браво. Кажи ми како да се справиме со оваа група на луѓе присутни во медиумскиот простор? Дали регулацијата е одговор? Да се направи одредена законска регулација, да не биде нели цензура, во секој случај правото на слобода на говор е загарантирано. Социјалните мрежи сами ги поставуваат условите на користење. Меѓутоа тоа не значи дека секој може што сака да прави. Има случаи кои луѓе одговарале на суд за објави на Facebook и биле осудени. Значи правда да се тера по законски пат преку институциите надлежни за тоа. И не може да го регулираме тоа. Тоа ќе се го регулира државата или во соработка со компанијата која е издавач, креатор на таа социјална мрежа. Меѓутоа, главниот збор сепак го има тука државата, а кај нас се регулира тоа, со оглед на тоа дека има пресуди во суд за објави на социјални мрежи, статуси, како и да таму фотографии, значи подлежиш на закон, без разлика што ќе објавиш тоа. Добро, ама некој се пишува и нели со друго име, друг домен од негде од сите тие работи. Тешко е да му влезеш, тешко е да го лоцираш кој е, тешко е до суд да доеш со него. Најчесто тоа се прави на како беше Твитер бивши, сега X, социјалната мрежа, таму најголем дел од корисниците имам приметено дека се под некои псевдоними, под некои лажни имиња, никнейми како и да е. Дали тоа дека најмногу користат политичарите, мислиш? Не е дали политичарите, нивни пулени, како и да е, не е важно. Меѓутоа, многу е мала и тенка границата од слобода на изразување, или она што сакаме да го кажеме, до регулацијата или оној дел цензурата. Значи, за едни што е слобода за изразување, за други е загрозување на некои интереси одредени, не е битно.
сепак на крајот добро е, пак ќе повторам по трет пат, што има примери во Македонија каде што луѓе си одговарале на суд за тоа што го објавиле. Најважното од сето тоа не е ни судот, ни законот, најважното е читателот. Ако некој сака, ако некој сака да верува во нешто во што сака да верува, каков и доказ да му приложиш, он нема да го прифати. Ама ако некој сака да ја знае комплетно сликата за целата една ситуација, приказна работа, случување, вест, ќе се обезбеди таа слика. Пак ќе кажам, денес е многу лесно да се провери лажната вест. Има интернет, има пребарувачи, има многу извори на информации. Многу загаден овој медиумскиот простор кај нас. Тоа мораме да го признаеме, поготово кај социјалните мрежи, и мора да признаеш од твојот еснав луѓе дека одредени имења новинарски и сите тие изгубија професионалноста во изминатиот период, токму влегувајќи со такви невистини, ставајќи се во служба на некого. Колку тоа ќе трае? Колку пати можеш да објавиш лажна вест? Па, 2 пати би рекол. Првиот пат, вториот пат веќе е лажна, ја гледаш дека и нема... И таа што си ја објавил, ќе се дознае дека е лажна. Вториот пат кредибилитетот е намален. Точно. Повеќе не ти веруваат читателите, гледачите, слушателите, што и да се. Публиката не ти верува повеќе. Затоа што еднаш си објавил лажна вест. Да, но имате они механизми. Можеш да се излечеш ако искочиш јавно да се извиниш. Боже мој, на сите се случува. Онаа динамика на живење. Како викаат стариве, брза кучка слепи кучиња раѓа. И сега ние во новинарството знаете како е. Има прв и останати, нема втор трет. Информацијата ако објавиш прв си прв, сите други се останати. Не е важно кој е втор, трет, више објавена информацијата. Сега во таа трка да бидеш побрз, поексклузивен во објавувањето се случуваат грешки. Не викам не. Меѓутоа добле се и да искочиш да кажеш, видете луѓе, ради тоа и тоа, така и така, искочи дека не е информацијата точна или полуточна или како и да е. Па добро е, хипотетички да тргнеме. Нетпрес објавил вест прв, главна вест. Третиот веќе што објавува веста е таа на Нетпрес, ама со мала измена, која што веќе станува полувистина, условно кажано. И сега од друга страна влегуваат, го дигаат тоа на мрежа, го бустаат, некој гледа 20.000 прегледи имало на тој медиум, на Нетпрес има хипотетички 10.000, сега јас се лепам на тој 20.000 и го читам. Има една вежба во новинарството за пренесување на информација. Редиш 5, 6, 7, 8 нели, студенти, ајде да кажеме, и на првиот му шепкаш информација. Должни се да ја пренесат. На крајот, што останува од информацијата? Не да ја пренесат на глас, значи првиот му ја шепнува на вториот, вториот на третиот и последниот треба да ја каже на глас. Мислиш дека идентичната што си му ја кажал на првиот? Не. Не, во секој случај. Не 30% не останало. Што мислиш, колку алгоритми на социјалните мрежи, па и агрегаторите го намалија квалитетот и објективноста во новинарството, оно што го говореше преска, нели они си поставуваат кога сакаат, каде, која, каква вест. Дали тоа го намали квалитетот, па и објективноста? Не квалитетот на новинарството, ако ти имаш 10 релевантни извори, од 10 релевантни медиуми, кои нели си ја сработиле работата како што треба, и алгоритмот на социјалната мрежа или агрегаторот, или не е важно, ги наредил тие 10 извори во еден кластер на информација, не е изгубен квалитетот. Суштината е останата, квалитетот е останат. Меѓутоа, тука доаѓа прашањето, она преска што го говоревме, зашто една вест од изјава на некој европски функционер, која патем, да речеме, нема допирна точка со Македонија, има индиректна за некој проширување на Европска Унија, за нешто така, би била на агрегаторот горе, а под неа би бил кластерот со вест од спортски клуб од Македонија. Треба спортскиот клуб во секој случај да така, тоа е информација што директно не засега нас. Да.
Меѓутоа како ги прават тие алгоритми, тоа ајде тие што ги креираат агрегаторите, што ги пишуваат алгоритмите, треба да го објаснат. Зашто се случува или на пример имате често пати и со колегите сме разговарале, имате ситуација каде што одреден медиум објавува некоја ексклузивна вест, други ја превземаат, ја дополнуваат, нели изјава плюс минус не е важно, и на крај имате кластер кој изгледа дека вака. Најгоре стои медиумот што последен ја објавил веста, а овој што е ексклузивен е најдоле. По кој параметар овој стои најгоре? И тоа се појавува како свежа вест, најнова вест, најнова вест. И сега тука веднаш се раѓа сомнеш дека некој тоа таму нешто парачно штелува. Не може тој што е објавил прв веста, што е негова, ексклузивна, да биде најдоле, да не биде видлив во кластерот, а најгоре да стои 7-миот, 8-миот што ја објавил. Тоа е недозволиво. Тоа мора да биде најгоре тој што е ексклузивен, што е негова информацијата. Не може да биде изворот на информацијата. Да, изворот. Тој гарантирал за таа информација, објавил сите други надоле што го цитирале и објавиле. Прво, знаете ли зашто се цитира вест? Од кој извор ја зимаш? Правно да се заштитиш. Jer не можам да знам дали таа вест е 100% вистинита. Така. Правната рамка, правната ограда ја ставаш со тоа што цитираш дека таа вест ја објавил тој. Тогаш и тогаш. Еве, ова што го збореше Пенелко, кажи ми, еве, за да се протне веста, дали треба да биде води таа вест кон сензационализам или дали еве бркањето на алгоритми води кон сензационализам? Јас сум уведен дека бркањето на алгоритми повеќе оди кон заработка и пари отколку по сензационализам. Ама тој носи пари, сензационализмот, нели? Се лепат луѓе на такви работи. Точно, да. Нели? Ова со докторот беше најпримерот цитирано. Да, ама тоа не е нешто што ние го измисливме. У историја на новинарство, ако земете, знаете кои се најтиражни вестници, еве кога не постоел интернетот. Да. Жолтата штампа. Жолтиот печат, да. Тајм, Бирн, тоа се висока класа, нели? Жолт печат. Жолт печат најпродаван. News of the World, мислам дека беше рекордер на Руперт Мердок, чинам беше сега, не ме спаѓа, мислам дека негова беше со некои тиражи таму од десетина милиони, па мислам дека не се сеќавам сега дали беа они или некој друг неделник платија околу 10 милиона сума на Jay-Z и на Beyoncé за да направат фотосесија со нивното првородено дете, само што се породи Beyoncé. И со предвидени буџети на пари, доколку изгубат одредена... Нормално, он не ги плаќа тие 1,5 милион за да му ги поклони. Он знае дека тие милион или 10 колку платија таму не е важно, дека после ќе извади 50 милиони. Ама и со полувистини информации со спремен буџет на суд колку ќе изгубат да ги дадат тие пари. И со тоа, да, апсолутно. Значи тоа исто како вестниците, така и порталите. Нормално дека најпосетувани, најкликани ќе бидат тие такви жолт печат. Тоа е нормално, тоа не е ништо ново нити сега, нити порано, цело време е така. Различен е типот на медиумот, само технологија, забава за луѓе. Негде отприлика треба да завршиме со денешно издание на Проверите. Мене беше многу драго што беше гостин. Ако од другата страна првпат во улога на гостин. Во смената, ја и ти. Ти благодарам, многу интересни информации денеска чувме и за луѓето кои што се во новинарскиот тестав, меѓутоа и за оние најбитните кои што тоа го читаат и кои што го гледаат. Ти посакувам успех пред се со твојот Нетпрес, нешто што веќе е доволно изградена во Република Македонија како синоним за право новинарство и објективност. Исто така ви посакувам успех со Сдруженијето да се изборите за сите ваши права, да биде се добро регулирано, да добиваме квалитетни вести. И повторно се гледаме во некое друго издание на Проверите, каде што повторно ќе говориме на интересни теми. Фала на покана, се гледаме повторно. Почитувани гледачи, тоа беше 8-то издание на емисијата Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.